Вести на Канал 8. Добар ден. Средното општинско училиште Љупчо Сантов го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во предстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат околу 40.000 евра, што е за половина помалку од лани. Ново намалување на трошоците за бесплатниот превоз на учениците е постигнато во образовните установи во општина Кочани. По неодамнешното скратување на трошоците во Средното општинско училиште Гошови Кентиев за половина од минатогодишните издатоци за оваа намена е предвидено да плати и Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Според техничката спецификација на јавниот повик по тендерската постапка за избор на превозник за следната учебна година се планира да се потрошат 2.400.000 денари, што представува намалување точно за 50%. Постапката за избор на давател на услугата е започната и трае до средината на идниот месец, кога ќе се изврши јавното отворање на пристигнатите понуди. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за околу 200 ученици, од кои 50 ќе користат бесплатен градски превоз затоа што живеат на оддалеченост поголема од 2,5 км од училиштето. Останатите ученици се од населените места во општина Кочани, како и од соседните општини Зрновци, Чешиново, Блешево, Виница, Македонска Каменица и Штип. Исто така во техничката спецификација е нагласено од и бројот на ученици за кои се организира бесплатниот превоз ќе ротира на секои 4 седмици, односно превозот ќе биде предпладне и попладне. Давателот на услугата ќе биде задолжен да ги донесе во учениците во училиштето 5 минути пред почетокот на првиот час, а по завршувањето на наставата да ги превезе до нивното место на живење. Превозот ќе се реализира на 14 различни линии, при што освен кај градскиот превоз над 2,5 км, најмногу ученици има и на релациите од населените места во општините Зрновци и Чешиново, Блешево. Рокот за пријавување на заинтересираните превозници веќе тече, а последниот термин за поднесување пријава е до 13 август. Предметот на договорот е делив, што е дефинирано и во техничката спецификација, што значи дека еден понудувач може да даде понуда за еден, за повеќе или за сите делови, односно повеќе понудувачи да извршуваат услугата за различни релации. Едукација на младите и практично осознавање со отворање на демонстративни фарми може да ја променат сликата за македонскиот аграр. Младите не сакаат работа на поле. Работоспособното население во руралните средини старее. Земјоделците на 50 годишна возраст се плашат дека нема кој да ги замени. Едукација на младото население и практично осознавање на работите може да ја променат сликата за македонскиот аграр. Старото население во земјоделството доминира. Младите генерации треба да се насочат кон програми со кои преку едукација ќе бидат конкурентни земјоделци, велат од Федерацијата на фармери на Македонија. Втора опција, сметаат експертите, а што е во надлежност на институциите, е отворањето на демонстративни фарми, што значи стекнување на вештини и примена на наученото. Младите не сакаат да работат на поле. Работоспособното население во руралните средини старее. Земјоделците на 50 годишна возраст се плашат дека нема кој да ги замени. Просечната старост на нас земјоделците кои се занимаваме со тоа е негде околу 50 на години. Јас не сум видел млад земјоделец од 20 години да има некој да работи или да сите бегат. Нормално е. А размислуваме дека и ние ќе треба да бегаме од тука негде. Да оставиме во тука сееве површини, може да ги видите. Драстично житарицата од ланската година, ваа година, односно ваа реколта е намалена негде со 40%. Другата година, после сето овоа, другата година още 40%, само ќе остане 20%. Значи, нема излез. Не знам што друго да кажам. Проблемот го детектираат и земјоделските здруженија кои се загрижени од тоа што младите се иселуваат од селата. Федерацијата на фармери посочува дека помошта од државата за младите земјоделци треба да остане, но да се зголеми бројот на поддржани проекти, бидејќи лани од 3000 апликанти биле поддржани само 120 проекти на млади земјоделци. По започнувањето со работа на детската градинка од Зрновци продолжува нејзиното доопремување и набавката на потребните продукти за исхрана на најмладите. За оваа намена од локалната самоуправа се обезбедени околу 900.000 денари, а за дел од набавката веќе е склучен договор со фирма од Кочани. По кадровското екипирање и приемот на дечињата, локалната самоуправа на Зрновци продолжува со доопремување на детската градинка Бисерчиња.
Неодамна заврши јавниот повик за набавка на уреди од бела техника, пошто е склучен договор со добавувачот Филаделфија Дуел од Кочани, кој треба да испорача клима уреди, машини за перење и сушење алишта и телевизори. Вредноста на договорот е околу 170.000 денари, што е скоро за една половина помалку од првично проценетата вредност, што беше наведена во тендерската постапка. Заедно со неопходното доопремување на објектот на детската установа, општината ја превршува и постапката за избор на снабдувач со прехранбените продукти за исхрана на децата. За оваа намена за период од една година е планирано да се потрошат 700.000 денари. Во изготвените спецификации се наведени количините млечни и месни производи како лепи и бели печива. Инаку, детската градинка Бисерчиња во Зрновци ја посетуваат 40 дечиња на возраст од 2 до 6 години. Тие се распоредени во две возрастни групи, а во план е да се формира уште една мешана. Во моментот за нив се грижат по двајца воспитувачи и негуватели, како и 4 лица од помошниот персонал. Од општината најавија дека во зависност од потребите можно е да се зголеми бројот на вработените. Во Домот на културата во Облешево беше промовирана монографијата под наслов Облешево на авторката Славица Цветкова. Ова е нејзина 4-та книга за селска населба по монографиите за Теранци, Кучичино и Чифлик, а во подготовка е монографија за село Чечиново. Монографијата Облешево е 4-та книга за селска населба на авторката Славица Цветкова, како дел од самостојниот проект за монографии за селата од општина Чешиново Облешево. На нејзините страници е вградено 2-годишното истражување за најголемото село во општината Чешиново Облешево. Цветкова истражувањата ги реализирала во текот на 2016 и 2017 година преку пребарување на архивските фондови во Државниот архив на Република Македонија, во публикациите, интернет страниците и на терен со непосредни разговори со сегашни и поранешни жители на селото. Најречит документ биле фотографиите кои што жителите на селото им ги понудиле за документирање на настани и личности од ова село, вели авторката. Во неа јас го третирам селото од повеќе аспекти. Најпрво давам географски и историски податоци за селото, потоа податоци за стопанството, демографските движења на селото, етнографијата, фолклорот, а ќе се сретнат и со народни песни и со интересни настани и личности што дале белег за селото Облешево. Јас не застанувам тука затоа што веќе подготвувам монографија за селото Чешиново, а наскоро читателите ќе имат можност да се сретнат со уште еден мој публицистички труд во кој ќе има моменти, народни песни, настани за сите села од општината Чешиново Облешево. Планирам тоа да го направам до крајот на есента, значи зимата повторно ќе правиме промоција токму тука во селото Облешево како седиште на оваа општина. Податоците ги собирам на различни начини. Најважни и најмногубрени ми се податоците, теренските истражувања кои ги правам на лице место со граѓаните во селата, во општината, со жителите во општината. Потоа истражувам по архивските фондови, во публицистиката, а со раселените лица, тие што не се тука, контактирам преку медиумите, односно преку интернет мрежите. Монографијата Облешево е втора поред монографија за ова село. Првата со истиот наслов Облешево била објавена во 1986 година како дел од активностите на местната заедница Облешево во републичката манифестација "Да се знае да се има". На 150 страници, табели, текст и фотографии, авторката го прикажува историскиот развој на селото и неговите перспективи како населено место и административно селиште на општината, стопанството, религијата, просветата, здравството, културно-забавниот и спортскиот живот, како и материјалната и духовната култура на оваа селска населба. На промоцијата присуствуваа голем број гости, љубители на убавиот пишан збор, како и блиски роднини и пријатели на авторката. Монографијата ја промовираше професорот од Струмица Иван Котев и директорката на Кочанската библиотека Вера Анастасова, а извадоци од книгата читаа Јане Атанасов и Блашка Стојкова. За музичкиот дел се погрижија Зоран Петров од Облешево и Атанас Ѓоргиев од Кочани. За викендов во Кочани е закажан музички настан за љубителите на рок музиката.
В недела во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи металкор концерт со 3 музички групи од САД, Холандија и Унгарија. Ново културно раздвижување со гостување на музички состави од странство ќе има во Кочани за време на викендот. За внедела, со почеток во 21 часот на терасата на Центарот за култура Бели Мугри, е закажано гостувањето на 3 одлични метал-кор состави, кои ќе донесат освежување на музичката сцена кај нас. Се работи за групите The Royal од Холандија, Of Virtue од Соединетите Американски држави и Harmed од Унгарија, кои се наоѓаат на голема европска турнија. Кочани е дел од маршрутата на музичкиот караван што групите го започнаа во Велика Британија, па преку Македонија и другите земји од соседството ќе го завршат на Исланд. Со тоа, на младите од нашиот град им припадна чест и задоволството да бидат на листата на европски каравански настани. Покровител на концертот е општина Кочани, а како соорганизатори се јавуваат Центарот за култура Бели Мугри и Сдруженијето Икигаи. Влезот за концертот е слободен. Организацијата на потрошувачи Кочани ја информира јавноста дека продолжува со проектот за фер однос кон потрошувачите Соработуваме заедно. Целта на проектот е да се воспостави фер односи со потрошувачите во источнопланскиот регион, како и да се воспостават долготрајни односи на соработка меѓу граѓанскиот и деловниот сектор. Продолжува проектот за фер однос кон потрошувачите Соработуваме заедно, во кој што е вклучена и Организацијата на потрошувачи Кочани. Истиот беше промовиран пред јавноста во месец мај, а целта на проектот е да се воспостави фер односи со потрошувачите во источнопланскиот регион, кои што зазимаат централно место во маркетинг стратегијата, опстанокот, конкурентноста и развојот на компаниите, сертифицирање на компаниите кои имаат фер односи со потрошувачот, да се подигне свеста за задоволување на интересите на потрошувачите и да се унапреди односот на компаниите со клиентите, да се информираат компаниите за вредноста што ја носи познавањето на интересите на потрошувачите и нивните права, наоѓање инструменти за создавање услови за поголема заштита на правата на потрошувачите, да се зголеме конкурентноста и компетитивноста помеѓу компаниите, како и внимателноста во однос на давање услуги. Компаниите да бидат препознаени од страна на јавноста и потрошувачите по нивните фер трговски практики. Потрошувачите да се стекнат со поголема самодоверба при купување на производи и услуги на пазарот. Крајната цел на предлог проектот е да се воспостават долготрајни односи на соработка меѓу граѓанскиот и деловниот сектор. Фирмите кои што ги исполнуваат критериумите поврзани со фер практики кон потрошувачите и животната средина, ќе имаат можност да се стекнат со сертификатот Фер со потрошувачот, сертификат кој што носи придобивки за предпријатијата. Сертификатот се заснова на меѓународни критериуми за фер однос кон потрошувачите и како искуство е преземен од Словенија, каде што постои ваква сертификација на предпријатија. Проектот се имплементира заедно со уште 11 организации на потрошувачи, меѓу кои и Организацијата на потрошувачи Кочани, чија што цел е да идентификуваат компании на локално ниво кои што се заинтересирани за стекнување на таквиот сертификат и по верификација на критериумите да го извршат доделувањето на сертификатот. Во рамки на проектот предвидени се активности за промовирање на компаниите кои што ќе го добијат овој сертификат, за да можат потрошувачите да бидат запознаени кои се тие компании да би можеле безгрижно да купуваат производи. Организацијата на потрошувачи Кочани ќе треба да го истражи локалниот пазар, да ги идентификува компаниите кои ќе бидат заинтересирани за добивање на сертификатот и да извршат промоција пред потрошувачите и пред деловната заедница во Кочани. Во моментов во тек е спроведување анкета преку која се идентификуваат заинтересираните компании и наскоро ќе се почне со сертификација. Преку проектот финансиран од Европската Унија, 30 компании овој сертификат ќе го добијат бесплатно, а во на другите заинтересирани компании ќе треба да издвојат одредени средства да се стекнат со ваквиот сертификат. Инаку, според информациите од Организацијата на потрошувачи Кочани, постои солиден интерес од страна на компаниите да се стекнат со овој сертификат. Следува информацијата од спортот. Ракометниот клуб Торо Спорт од Виница летово ќе учествува на меѓународен младински турнир во соседна Србија.
Тој ќе биде единствениот представник од Македонија, а на надпреварувањето ќе учествуваат над 100 екипи. Користејќи ја паузата во првенството во машката ракометна лига, младите ракометари на Торо Спорт од Виница летните подготовки за новите настапи на есен ќе ги продолжат на силно меѓународно надпреварување во Република Србија. Градот Смедерево е домакин на 6-тиот турнир Трофеј 2018 за ракометари родени од 2001 до 2009 година, а што ќе се одржи од 22 до 26 август. Учеството на турнирот ќе биде добра можност за проверка на подготвеноста на екипата, но и одлично искуство за младите винички ракометари кои постојано се во врвот на кадетската ракометна лига. Потврда за тоа е што на големото меѓународно надпреварување се пријавени над 100 екипи во машка и женска конкуренција од 17 европски држави и еден тим од Алжир. Според официјалните информации од организаторот, Торо Спорт ќе биде единствен представник од Македонија, со оглед што од нашата држава досега не се пријавила друга екипа. Тренерот Николов е презадоволен од формата и подготвеноста на играчите и се надева дека настапот на екипата ќе биде успешен, па очекува и добар пласман. По околу 6 години од активирањето, Виничкиот ракометен клуб Торо Спорт и понатаму е еден од најсериозните конкуренти за лидерските позиции во кадетската и пионерската лига, како и во Металург лигата во која екипата настапува со најмладите ракометари. Почнувани, временската прогноза е последна информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.